Вчера попладне градоначалникот Илчо Захариев на реката Брегалница ги тестираше условите за развој на кајакарството во Штип. Кајакарската федерација на Македонија навистина ни изазева пресрет да ја испробаат реката Брегалница, да ни ги дадат нивните импресии и да ни дадат насоки во кој правец да одиме. Ако денеска ги испробаме и видиме дека кајакарството може да успее во нашиот град, ние набрзо ќе формираме кајакарски клуб и дефинитивно кајакарењето на мирни води во нашиот град ќе постои. Македонскиот олимпиец кајакарот Атанас Николовски со кајак и весло дојде да се спушти во водите на Брегалница. Дали навистина Брегалница на овој дел дава можности за развој на овој спорт? Денеска сме тука да ги пробаме водите на реката Брегалница и да видиме дали ги исполнува условите за развивање на кајакарскиот спорт. Нормално на почетокот ќе, ако влеземе во овој проект, тоа ќе биде сепак како развивање на кајакот како дел во туризмот, со нормално понатака за развивање на спортскиот кајак. Извонредната идеја е дел од проектот на градоначалникот Захариев за уредување на овој дел од Брегалница, но и развивање на спортските активности. Сакаме да анимираме што повеќе млади предученици во основните училишта и во средните училишта да учествуваат во тој спорт, бидејќи навистина тоа не е скап спорт, а нуди многу задоволство. Така да ќе ми биде мило ако покрај другите содржини што ги пружа ова шеталиште во Штип, да имаме и кајакарење на мирни води. За граѓаните, оваа идеја на Захариев е оригинална и ќе даде можност за рекреација и на земја и на вода. Тоа многу убаво ќе биде само ако услови има, да има вода доволно, иначе е одлично. Ваздухот ќе го освеже. Супер е. Сретнаме седнаш со него на патеката и ние сме за тоа. Дека ќе пуштиме кајаци да се возат за деца, да имало лешто лизгалки. Птење убаво. Добро не ќе биде ако издрват од тоа. Плано ако ме тука го направи. Доколку Брегалница го нуди она што се очекува, реализацијата на оваа идеја ќе се случи многу брзо.